Предлогот на Макрон и Мерц стана официјален, Европската комисија веќе има задача да го изработи. Како гледате на овој нов пристап на Брисел? Дали ќе биде забрзување, вистинско забрзување за процесот на проширување или дополнително ќе го отежни и забави? Па зависи за кого. Мислам дека не им оди во прилог, например, на Црна Гора, за кои веќе постојат многу потврди дека 2028 е година на примање. Меѓутоа, за другите нас кои имаме потешкоти во преговорите, мислам дека тоа може да биде позитивно, затоа што државите ќе добијат едно поголемо искуство внатре во институциите на Европската Унија. Секако тоа може да се претвори и во еден негативен исход. А за нас тоа е да останеме во некоја чекалница, тоест да учествуваме само во тие без реален напредок и реален изглед за полноправно членство, доколку во Европската Унија не постои консензус за проширување во следните неколку години. Македонија мора да исполни уставните измени за да може да извлече повеќе од овој нов пристап, барем така стојат работите во новиот документ на ЕУ. Какви чекори треба да се направат дополнително со оглед на тоа дека го имаме ставот на премиерот Мицкоски кој вели дека нема да има уставни измени се додека нема гаранција од ЕУ? Да, мене не ми влева надеж ова, значи дека ние всушност ќе искористиме нешто од новите механизми доколку дојдат на сила, баш поради тоа дека нашата влада многу цврсто ги втемелува своите позиции и остава многу мал простор за некаков компромис, а особено гледаме дека нема никаков интерес од страна на Европската Унија и Бугарија за да ги удостојат тие услови кои ние ги поставуваме кон Европската Унија и кон Бугарија, така да не сум некај посебен оптимист, барем на среден рок, дека работата ќе се придвижи. Да, како ги анализирате последните средби во тивот на премиерот Мицкоски со францускиот претседател Макрон и германскиот канцелар Мерц? Со оглед на тоа дека на последната пресконференција премиерот Мицкоски изјави дека имало заинтересираност од нивна страна во контекст на македонскиот случај, уставните измени и гаранциите. Па јас сум свесен дека французите се особено заинтересирани за оваа тема и се особено мобилизирани во последните неколку месеци. Меѓутоа тоа се зависи од Бугарија многу повеќе, затоа што ние имаме барања за Бугарија, не верувам дека французите ќе бидат ефикасни во тоа да ја убедат Бугарија да помести некоја од своите позиции.